Почитувани граѓани, почитувани медиуми, вчерашната изјава на Зоран Заев точно ја отсликува психичката состојба во која тој се наоѓа и воопшто не е наивна. Зоран Заев е очаен и нервозен и тоа можеше да се види многу јасно. Зоран го губи тлото под нозете и веќе не е во состојба да одлучува за иднината на граѓаните и нашата држава Република Македонија. Зоран Заев во очајна состојба, каде што по изгледот и заканите наликуваше на шеф на мафијашка банда, а не на премиер на држава, вчера се закани дека по ниедна цена нема намера да ја пушти власта и да си замине. Зоран Заев вчера се закани кон медиумите и кон сите останати оние кои што имаат намера да ги изнесуваат на виделина сите негови криминали и криминалиите на неговото раководство, за кои што подоцна ќе треба истите тие да сносат одговорност за се она што го правеле изминатиот период. Самиот Заев, кој е вмешан во целата оваа криминално-рекетарска мрежа, потврди дека нема намера да дозволи од власт да го симнат оние со кои што шурувал и соработувал изминатиот период и без да бира средства ќе се обиде да го заташка целиот случај за милионскиот рекет, што нормално не смее да се случи. Да сакаше Заев да се реши случајот, немаше да ги штити неговите блиски од раководството кои се директно вмешани во целиот случај. Додека Заев се заканува кон граѓаните, Катица Јанева се уште не е повикана на распит во обвинителството и е на слобода наместо во притвор. Нервозата и очајот кај Заев покажува дека и тој самиот е вознемирен за целиот случај, кој обелоденет и кој го покажа неговото право лице по 100 пат и е свесен дека после ова нема назад. После вчерашната изјава само уште еднаш се потврди дека позади притворените во случајот рекет стојат челните лица на СДСМ и на владата, односно стои позади нив Зоран Заев. Ја осудуваме неговата изјава и му порачуваме да прекине да се заканува кон новинарите, медиумите, да прекине да врши притисок врз граѓаните да бидат слепи на неговиот криминал и да си даде оставка што побрзо, затоа што неговиот кредибилитет во моментов е помалку и од нулата. Никој повеќе не го сваќа сериозно. Затоа потребни се предвремени парламентарни избори на кои граѓаните, иако против неговата волја, како што кажа, нема намера да ја пушти власта, ќе го тргнат Заев и ќе го пратат Зоран Заев и СДСМ во историјата. Почитувани, следува веднаш после предвремените парламентарни избори обнова на Македонија и тоа следува многу брзо. Благодарам. Дали има прашања поврзани со темата или ќе оставиме да бидат одговорени после втората? Повелете. Рековте, осудувате заканата кон новинарите и кон граѓаните, дали осудувате и навредата кон ЛГБТ? Веќе имавме соопштение со осуда во текот на вчерашниот ден после неговата изјава и таму во соопштението убаво пишуваше дека ја осудуваме неговата изјава и дека таква изјава со таков гнев и агресија може само да каже лице кое што изминатиот период било во блиски контакти со истите. Да, меѓутоа, владеачката СДСМ вели дека ваквата ваша реакција е лицемерна, бидејќи во минатото додека беше во Народно на власт затвараше медиуми, изгаснуваше медиуми или притвораше новинари и не се однесуваше и кон ЛГБТ заедницата кој има. Видете, лицемерно е Зоран Заев и СДСМ да зборуваат за се останато, за се она кое што во моментов се случува да го дефокусираат. Во моментов сме на средина на случај каде што целата влада стои позади милионски рекет кој што ќе треба да се истражи, меѓутоа не на ваков начин. Во моментов гледаме дека милионскиот случај рекет на секој можен начин се обидува медиумски, со изјави, со притисоци да се дефокусира од вистинските луѓе кои што се инволвирани. Гледаме дека Катица Јанева се уште не е повикана на распит во обвинителството и да даде изјава. Така да, лицемерно е да се зборува за сузбивање на криминал и корупција, да се зборува за борба против корупција, а да не се повикаат инволвираните и сите оние кои што се споменати во оние снимки кои што излегува на распит во обвинителството и овој случај да се заврши што побрзо.